Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание на Јокламата после големиот празник Великден, и ова издание на Јокламата во целост посветено на спортот. Ке зборуваме со представник на Асоциацијата за спортови, спорт за сите за спорт, и за еден многу убав настан кој што за прв пат се случи минатата година, посветен на дечињата и на спортот. Се извинувам, спортскиот летен едукативен камп кој што ќе доживее реприза оваа година, меѓутоа ќе доживее и едно малку попроширено издание, меѓутоа сите детали ќе ни ги открие мој денешен гостин Иван Цветковски, мој гостин во Јокламата. Среќни празници, Иван. Среќни празници на вас. Како Многу си? успех во работата, да сме здрави, живи, Тоа е бебите најважно. по дома. Да, најбитно. И повеќе со спорт да се занимаваме. Сите. Сите. Од Сите. најмалку до најголемо. Ни треба спорт, да оставиме малку политиката настрана и да се занимаваме со она што е навистина убаво, што ни годи. Кажав самата најава за спортско-едукативниот летен камп кој што минатата година се случи. Како дојде прво до идејава да се организира вакво нешто, после се покаже како рецепт навистина успешно, барем оние реакции кои што следува од како заврши кампот. Тоа беше многу интересно. Точно, тие генерално беа краткорочни реакции кои што беа на позитивно ниво. Успешноста од целиот камп и од нашата визија ќе видиме за 10-15 години, кога истите тие дечиња кои што се дел од овој камп ќе пораснат и ќе видиме каков импакт ние сме имале во делот на нивниот спортско-едукативен развој. Идејата потекна од тројца-четворица луѓе, професори по физичка култура, спортски работници, и генерално размислувавме што е потребно прво за нашите деца. Така. Да почнувајќи ние како родители. Со оглед дека сите сме родители, и од секогаш сме го тврделе тоа дека Охрид има идеално климатски природни услови да организира позитивни настани во делот на развојот на децата, и така дојдовме и до идејата да се организира спортско летен камп. Спортските кампови во светот се општо познати, за жал во Охрид не толку. Кога ќе размислуваме од наша гледна точка како охријани, многу малку охријаните биле дел од такви кампови, и ние дојдовме до таква идеја дека сакаме да организираме спортско летен камп, пред се заради децата, второ нормално заради афирмација на градот, трето нормално заради самата асоциација и незините активности и програмски цели кои што ги имавме утврдено од самото формирање, така што минатата година поминавме одлично. Ова година ќе разговараме понатаму во емисијата, имаме доста изненадување и ќе биде, верувам, уште многу поубаво. Идејата за кампот беше од самото формирање на асоциацијата во план? Се знаеше сигурно дека ќе се случи? Да, меѓу другото, затоа што имавме ние 5-6 по-големи проекти. Летниот камп прв ни стартуваше и за среќа ева успешен е, и јас верувам дека од година во година се повеќе и повеќе ќе биде прифатен од страна на децата, тоест родителите. Така. Оно што е карактеристично, барем што беше минатата година, верувам и ова според информациите кои што ги сподели со нас, и еден момент кој што мене навистина многу ми се допаѓа, имав можност да присуствувам барем на еден мал дел од еден ден што се случуваше на спортскиот летен камп, она едукативен момент. Немаше само занимавање со спорт, без разлика за кој спорт да е од програмата кој што вие сте мислеле дека треба да биде инкорпориран во спортскиот летен камп, туку имаше и работилници и децата учеа нешто. Точно. Генерално спортско едукативен камп се вика, и само име си кажува што ние треба да правиме за време на тие 7 дена на кампот. Нормално, ние го користиме спортот, како таков, со оглед дека има толку можности што да понуди, и нормално едукацијата. Така што нашиот концепт е преку спортов децата да се осамостојат. Преку спортот децата да научат нешто надвор од она што го имаат во секојдневието. Понатаму во самиот разговор ќе разговараме и за потпишаната спогодба со Универзитетот од Лондон, и таму има една цел која што тие ни ја пласира во овој дел, за која што ни дава за право да сме убедени дека сме на вистинскиот пат, е тоа дека ваквиот тип на спортско-едукативни кампови се повеќе и повеќе се преферираат во
светот, значи за едукација на децата, не оние значи типизирани спортски кампови кои што се однесуваат само за еден спорт, со оглед дека во тој дел значи многу физички способности, значи надвор од секојдневието се развиваат, децата осознаваат и она што најповеќе нас не ајде да кажам не охрабрува за да работиме со децата е тој делот на едукација кој што де факто ги развива когнитивните способности на самите деца. Така. Кажа на самиот почеток, првично идејата и кај сите кои што сте инволвирани во организирањето на овој камп е фактот што и повеќето од вас сте, ако не да кажам, и сите сте родители. Точно. Имавте сега можност да видите во каква состојба психофизичка ви доаѓаат дечињата таму. Точно. Во насока здравјето, во насока на растот, развојот, во насока на еден момент кој што за сите е супер, зборуваме на медиумите до безсвеси назад, меѓутоа некако уште не сме свесни дека децата имаат проблем со социјализација и подобра причина за да дојдат во еден ваков камп. Точно ми дека нема. Точно. Значи кампот е идеална можност значи во секој поглед да делува, значи активности да делуваат значи на психофизичкиот развој на самото дете. Нормално, секакви дечиња имаме. Некој порано, некој покасно се развива физички, некој порано, некој покасно се развива ментално. Така што ние сето она што го подготвуваме таму и сето она што го планираме за да го организираме во интерес на децата, почнуваме од тие две поидомни точки. За жал, значи ако веќе можеме да направиме некоја паралела со оглед дека минатата година имавме деца од Крагујевац, од соседна Србија, имавме дечиња од кај нас, морам да забележам дека во делот на физичкиот пат, да речем и во делот на когнитивните способности, во одреден процент малку, да не речем, не заостануваме, него поради немањето искуство во овој дел, поради знаете како, поради лошите навики кои што ги стекнуваме, значи се осеќа разлика и по тоа што го видовме, значи дефинитивно знаеме дека сме на вистинскиот пат, посебно за дечињата наши, со оглед дека таква традиција во Македонија, значи па во овие 25 години да одам порано многу поинаку сето тоа било организирано, многу од наше време, крсте моје и твое, значи на нашите возрасти оделе Булјарица, оделе Бечичи, оделе на многу вакви кампови. И сега е модерно, Иван, мислам дека одат во Грција. Да, значи одат во Грција. И се зошто да одат во Грција и самиот кажа, наше во поднебје овде Охрид. Охрид, да ви кажам, треба што поскоро да понуди значи конкретни проекти и визии не само за децата, значи во поглед и на спортот и на културата, со оглед дека многу каскаме од светот, а имаме природно богатство, имаме и капацитет, зборам професионален, имаме инфраструктура која што може многу поквалитетно и подобро и повеќе да влијае на целта, значи која што сакаме да ја постигнеме. Во делот на едукација, афирмација на град, на држава, така, значи социјалниот момент, значи што помалце да сме ксенофоби, значи ние како посебно како туристички град треба да сме многу пошироки, значи во тој дел. Точно, јас неодамна прочитав еден текст, мислам дека беше на fakulteti.mk, значи така нашите деца одат на кампови во Грција, го прочитав текстот и таму се говори за некаква уникатност, и морам да признам, значи не ме допре локал патриотското, вратив, значи со 3-4 реченици по уникатно место, значи од Охрид, значи барем за Балканот нема. Јас сум конкретно запознаен што се работи. Точно. На тие летни кампови. Так, и можам да кажам дека првото издание, вие што го организиравте минатата година, многу по содржина побогато. Бидејќи таму, колку што знам, се учи англиски јазик и Точно. Нешто спортување на вода и да признаеме за волја на вистината, ние застануваме во тој реквизитско инфраструктурен дел. Значи тие имаат тобогани, имаат многу реквизити во вода кои што ние моментално ги немаме. Ова година ќе имаме мало изненадување за децата во тој дел. Меѓутоа не е на ниво колку што го нудат грците. Меѓутоа компензирате од друга страна, вие имате тури на Галичица. Точно. Имаше тури на Галичица, тоа никогаш нема да го има. Ние
културата, традицијата исто многу ја почитуваме. Така. Де факто, затоа и леговме во соработка со Универзитетот од Лондон со оглед дека нема држава во светот, како Англија кој што не почитува традиција и култура. Јас пак ќе речам, уникатноста има Охрид. Природата си го дала своето. Ние сме заштитени од УНЕСКО. Единствен град така по природно-културно богатство што е заштитено. Тоа го сочинува уникатноста. Тие се наши инструменти, алати во секој поглед. Ние сега за време на кампот и за другите сегменти во животот кои што ние треба да ги користиме. Како ги користиме од надале. Инаку ние Крсте верувај дека на ти се обраќам со оглед дека се знаеме одавна. Воопшто не се замараме што работи Грција, што работи Црна Гора. Си имаме визија, имаме концепт. Не дозволуваме да се поценуваме како локал национален проект настан кој што го работат стриктно македонци, тет-а-тет на камповите што се надвор, така што доколку некој така напише кој што напише од fakulteti.mk, ние во рамките на нашата култура и секако ќе се бориме за местото на Охрид да биде на таму кај што треба. Многу убаво кажа. Нема потреба ние да крадиме, ето ќе земам конкретно од Грција без разлика. Имате сега вие отворена карта, имате соработка со универзитети, ќе ви дојдат луѓе од универзитетот, 170 можда и кусур таму 5 години историја и традиција. Во едукација на деца преку спорт и игра. Тоа е многу битно. Ако тоа не го искористите, точно. Ние сега почнуваме. Ти имаат и многу поамбициозни програми. Здрави Боже, ние ако се развиваме во тој дел, нормално дека ќе се обидиме да влеземе во тие програми. Дај Боже да дојде утре соработка на универзитет спрема универзитет. Така што верувајте ми, концептот е многу убав. Концептот, морам да речам, е многу амбициозен и ни прави притисок. И дури, ево, мене лично доста ми замеруваат што сум толку амбициозен во одреден дел и толку сакам све да биде под конец и да биде она како што сме го замислиле, што до некаде ни прави оптеретување лично на нас како организатори, меѓутоа верувајте, после она лани што го направивме и што го видовме, што го стекнавме како искуство, без разлика што имаме ние 20 години искуство во работа во спортот, меѓутоа како камп првпат сме организатори, ни дава таков елан, такви темели изградивме што со универзитетот еден чекор понапред, после ќе ви спомнам, пред подпис на договор сме со голема компанија од Македонија, која што ќе ни биде поддржувач на кампот, така што чекор по чекор одиме се понапред и јас сум убеден дека ова е иднината на Охрид. Така. Очекувавте дека минатата година ќе ви дојдат дечиња од страна, од надвор, од другиве држави, дека одма ќе почне меѓународен да ви кажам, нормално дека не сме очекувале, меѓутоа тука доаѓа тој дел кој што ние за жал охриѓаните сме го позаборавиле, е почита и пријателството што се градат во Охрид, почнувајќи, и можноста од секое пријателство да дојдеш до некој контакт кој што ќе ти створи ваков исчекор, како нашто ни створи. За дечињата од Крагујевец, од Србија ни помогна Сашо Точко. Тој го направи првиот чекор и затоа јас секогаш тврдам дека треба да сме што помалку себични, треба што повеќе да комуницираме, не знаеме какав потенцијал имаме, само што треба да комуницираме едни меѓу други. Сашо ни помогна за Крагујевец, сега имаме други пријатели, лобираме во Бугарија, имаме дечиња од Босна, што е на некој општо задоволство наше. Се трудиме нешто и од Холандија, верувајте, имаме таму колешка нашта која што моментално престојува и живее. Така што целта е Охрид да биде центар на Балканот, па и пошироко, во делот на спортско едукацијата на самите деца, а со тоа да створи навика кај нашите деца дека треба да се многу пошироки и истото тоа да го прават после 20-15 години кога ние предпоставувам дека супер пријателства се склучија на првиот камп и дека ќе си останат и ќе се сеќаваат. Да ви кажам, пријателствата се склучуваат, спортот
таква моќ има. Да, значи, да јас имав зближува. напишано социјален феномен кој што ние мислам дека многу малку го користиме. Неодамнешната посета во Словенија дојде од преку спортот, од такви комуникации. Така што таа можеби мала благодет ние како спортска фела имаме професорите по физичко, затоа сме малку можеби покомуникативни, сме многу поопуштени во тој дел. Меѓутоа верувајте, во сите сегменти на животот на Охрид, тоа може да го користиме и тоа да ни биде алатка за развој, значи и поамбициозен и економски развој на самиот град. Меѓународниот момент да го ставиме малку настрана, каква е соработката со училиштата и колку училиштата низ Македонија се запознаени со овој проект и планирате дополнително да го промовирате, се со цел да дојдат дечиња од други градови? Знаете што, ние на некој начин сме нови во сето тоа. Значи, минатите 15-20 години веќе се таблирале други држави во понудата за организација на спортски кампови. За жал и самите агенции кои што го нудат тоа, па и професорите кои што или тренерите кои што генерално се тие кои што одлучуваат каде треба нивните дечиња да одат, секогаш тргнуваат од една скепса спрема и некоја ајде да кажам, немање амбициозност дека ние сето тоа го имаме пред нашиот нос. Ние минатата година поминавме доста училишта, значи јас негативно се Така и Добровски кога ми беше гостин во утринската беше изненаден. Да, негативно бевме изненадени од размислувањата прво на стручната фела и на образовниот дел, од нивната визија. Јас воопшто кога се работи за проект, кога се работи за професионалност, кога се работи за бизнис, крај крајава, така, со оглед дека кампот е комерцијален, така. Значи, ги почитувам правилата. Меѓутоа, кога во правилата добиваш на некој начин пораки дека и на самите колеги да сумете самокритичен со оглед дека јас сум професор по физичко, иако не работам во образование, не име местото во образование, тоа е нешто поразително што ние го стекнавме од минатата година. Меѓутоа, ова година сме многу поамбициозни, сме многу похрабри во нашето одлучување и за среќа ви кажувам, значи дека добиваме се повеќе и повеќе поддршка. Самата бројка, која што верувам дека за месец дена ќе обзнаниме, ќе ви каже, значи ќе говори колку ние сме успееле нашата идеја да промовираме, меѓутоа многу други работи одлучуваат во тој дел. Значи колку сте кадрово подготвени да издржите колку деца? Па да ви кажам максимум некаде околу 200-230 деца на една смена. Со оглед дека, знаете како, ние минатата година бевме со се медицинскиот персонал, ако не се лажам, околу 8 или 9 луѓе, годинава ќе сме 15, можеби и повеќе. Сите се тоа, значи, интелектуалци, луѓе кои што знаат со деца како се работат, плюс ни доаѓаат двете идни колешки од универзитетот Рохемптон, Софија и Елизабета се викаат. Знаете дека имаме две медицински лица кои што се 24/7 таму, значи со нас, така што тоа е веќе сериозна организација која што ние, значи како асоциација вработуваме се во интерес на самите деца. Изборот со оглед на тоа дека сте професори по физичка култура повеќето од вас, изборот на спортовите со кои што ќе се занимаваат настрана на едукативен дел за учење за културно-историското наследство и други активности кои што ги имате, го правевте раководејќи се од поднебјето тука и што можете да го искористите, традицијата што ја имаме за било кој спорт или? Значи, пред се во делот на првото ниво на активности спортски кои што одлучивме кои да се за време на одржување на кампот, се водевме од тоа кој спорт што допринесува во развојот на самото дете. Значи, ние минатата година имавме стрелаштво. Значи, стрелаштвото, јас како спортски работник сум толку години, значи не сум знаел дека стрелаштвото допринесува во тој смирувачки дел на развојот на техники на дишење, додржење, малтене јога. Знаете како, имавме нуркање, така што имавме алпинизам. Таму се работи адреналинот. Значи, ние внимателно ги биравме тие нетипични спортови, за пошироката јавност. Јас мислам дека дојдов, извини ќе те прекинам, мислам дека Дента беше во Силекс, нешто имаше нуркање имаја, а мислам дека претходно беше таа тура на Галичица и сите беа бајчиња.
Кажи. Сите беа Колку беа бајчиња, мирни. мислам, толку беа смирени. Децата? Знаете како поминавме, значи Галичица, знаеме Така. што представува, тоа треба да им го кажеме на луѓето надвор од Македонија, па и натре. За жал, и ние како хријани многу малку ја познаваме. Тука натре повеќе, мислам, во Македонија. Се согласувам. Ево јас почнувам од мене на 40 години да не беше син ми, не беше се качам на врвот на Галичица. На 40 години. Аз сум се рачунам спортски работник. Така, значи има има време. Тука ќе сме ние затоа што ќе имаме такви активности во самата асоциација. Вториот дел на ниво, ви кажав, значи се општо прифатени спортови. Сепак децата се дојдени да се забавуваат. Третиот ниво се социјални игри кои што влегуваат во делот на рекреацијата и таму ова година плюс ќе имаме исчекор со значи игри кои што доаѓаат од наше време, кои не ги заборавиле. Так, значи ласли, куцкаве да не ги спомнувам. Така што ќе има многу интересни работи и секоја година верувајте ќе освежуваме програмата. Јас се надам дека ќе влеземе поамбициозно и во делот на бирање на промотори, амбасадори на самиот камп. И меѓутоа сакаме да изградиме значи добри темели, на добар пат сме, за да утре, кога ќе доприме до кој било спортист, афирмирам национално, па и балкански, затоа што комуницираме и надвор од државата, портфолиото да се каже само по себе и да биде многу полесен начинот значи за убедување за да се прифатат некои одговорности во делот на развојот на спортскиот камп. Така, две прашања. Како беше со таму колку имавте 70 деца беа прва? Да, 75, да. Така, 70 како беше се работи толку дена со толку деца? И второто прашање кога заврши се вие како се осеќавте? Сите кои учествувавте во организацијата. Знаете што, значи осим јас и Антонио, значи другите биле се дел од образование. Така. Така што со многу деца, со оглед дека знаеме дека физичко се држат и по 2-3 класа во една просторија, значи ја имаат способноста да го менаџираат тоа. Значи без тоа да влие на нивното расположение, без тоа да се пренеси значи на расположението на самите деца. Така што верувајте, ние имавме секој во секој момент комунициравме. Све она што ќе видевме, че посебно ајде кажам јас оглед дека не сум дел од тој образовен процес, се обидов да помогнам или на некој начин да прескокниме, да се вратиме чекор назад, се во интерес значи на самата активност и на самите деца за да излезе така како што сме планирале. Ние воопшто немавме, значи вака и отворено искрено разговараме, значи не култура, значи викање, значи тоа кај нас, значи на капијата на Десарет, на хотел Десарет, значи тоа и колегите мои, јас самиот тоа го знам, а и наставниците и професорите кои што доаѓаат со дечината. Тврдам одговорно, јас Вента кога бев, беше навистина беше се ретко може да се види тоа во нашиот мирно училишен, наше образование. Имаше моменти кога Иван мислеше ова до година има да го направам вака и вака или без разлика? Колегите твои, мислам дека би било подобро ако е вака, мислам дека до година ова ќе ни дојде подобро вака. Знаете како кога заврши кампот ние сите напишавме. Секој си имаше значи јас мислам за крсте дека е ваков, онаков, ова, значи ние си напишавме, си дискутиравме што е плюс, што е минус. Имаше момент минатата година каде што бевме малку преамбициозни со спортските активности. Така што овој дел ќе извлечеме искуство. Ние имавме анкетен лист кој што имавте идеи од децата? Имавме анкетен лист кој што им ги поделивме на децата, и тие ни напишаа нивни размислувања за самиот камп и ни сугерираа што ние ова година би можеле да направиме. Секако дека голем дел од тие и ќе ги уважиме. Меѓутоа, она што не го знаат децата е тој социјален момент колку им е потребен, со оглед дека се навистина мали и се уште не го препознаваат тоа како алатка. Посебно нашите од Охрид и ние многу внимаваме во тој дел и знаете така лани минатата година бевме до Свети Наум, бевме до заливот на Коските, така го разгледавме и Охрид. Си ја сакаме традицијата, си ја сакаме културата,
Значи децата само на таков начин ќе може да бидат дел од идната култура и традиција не само на овој град, нели на Македонија и пошироко таму кај што доаѓаат. Така. И на родителите им беше до капијата дозволено? Искрено, сега за родителите. минатата година имавме, ова година ќе видиме како ќе се организираме во тој дел, со оглед дека програмата се уште не е официјално, значи готова. Имавме еден родителски ден во кој што им посочивме дека во тој ден може да дојдат. Меѓутоа за среќа немавме многу јавувања од родители, значи доаѓање, имаше 2-3 родители кои што дојдоа, се погоди викенд и тоа го искористија да се прошетаат до Охрид и гледате како сето тоа влијае за економскиот раст на самиот град. Ние го имаме тоа, имаме такви ресурси не само во делот, значи на спортски кампови, многу пошироко во самиот спорт, што треба многу почесто да ги користиме. Така. Ајде да направиме една пауза, ќе одиме со блок реклами, а потоа ќе продолжиме и ќе зборуваме за годинешното издание, што се планирате за годинава. Почитуваме гледачи, да се одмориме со малку реклами. Fish and Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. 8 луксусни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети, но и по специјалитетите од македонската национална кујна. Лаунџ бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плоштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Сакате да носите леќи, но очите ви се често суви? Затоа се тука Макулин Фреш капките. Симптомите на суво око и црвенило исчезнуваат за миг. Вратете го сјајот во очите со Макулин Фреш капките. Диет Фарм. Рија, брз трансфер на пари. Достапен во повеќе од 150 земји во светот. Брза услуга и најниски провизии. Само во Рија Мани Трансфер. Сега и во цела Македонија. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. Најнови модели на дресови од омилените фудбалски звезди. Тука се и веселите модели со ликовите од цртаните филмови: Фроузен, Маша, Спајдермен, Мики и Мини Маус и многу други. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Автошкола Блек врши обука за сите категории А, Б, С, Д, Е со сопствени возила. Успехот на кандидатите го гарантира искусниот високостручен кадар со докажани резултати и репутација. Работиме со заштитни цени на ниво на Република Македонија, со можност на плаќање на жиросметка или на рати. Станете вешт возач со Автошкола Блек. 046 261 664. Хотел Тино. Долгогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна, во пријатен и топол амбиент. Хотелот располага со 52 соби, како и спа центар за комплетно релаксирање, со джакузи, сауна и парна бања. Најдобрите вечерни забави со акустична музика, врвна услуга и одлично вино за кои долго ке раскажувате. Ви нудиме убави моменти со вашите блиски. Хотел Тино. Великденска акција во Агроели.
Мајонез перфето 83 денари. Масло кристал 5 литри 285 денари или 1 литар за 58 денари. Сок джуси литар и половина за 49 денари. Перфето сет 3 во 1 94 денари. 6 литри пепси за 146 денари. Намалена цена на голем број на производи за лична хигиена само во маркетите на Агроели, кај Стобекс и наспроти полициската станица. Да се ужива во вкусовите на Медитеранот, значи да се ужива во јадранската сардина со врвен квалитет. Природно богата со омега-3 масни киселини. Ева сардина, од срцето на морето. Millions of people around the world believe we have been visited in the past by extraterrestrial beings. What if it were true? Did ancient aliens really help to shape our history? And if so, what if there were clues left behind, sometimes hiding in plain sight? What if we could find the evidence? Ете, почитувани гледачи, ова беше паузата за реклами, а ние продолжуваме понатака со рекламата. Иван Цветковски, мој гостин, зборуваме за едукативниот спортски летен камп 2017 во вториот дел од емисијава. Ќе има новитети, меѓутоа повторно многу спорт, многу забава, многу дружење и доволна доза едукација за летно време. Убаво го најави? Точно. Вака сега, пред да ни откриеш што све ќе се случува, од кога, како, каде, кои ќе се локациите, кои се објектите, што планирате, малку повеќе на самиот почеток да се задржиме за онаа соработка со Роехемптон. Како дојде идејава, дали тоа беше случајно, ги спомнати контактите, дека па и така е, колку контакти има еден човек, тоа се доаѓа или од пријателите или од блиската фамилија. Така. Меѓутоа ние сакавме да имаме една таква соработка, значи сме запознаени со такви програми за волонтирање, тие се општо прифатени во светот. Меѓутоа да се разбереме, и тие ќе си завршат работа, ќе дојдат ќе волонтираат овде, ама ти е супер прилика да му украдиш идеја и да научиш нешто. Знаеш што, Крсте, се согласувам, меѓутоа искрен сум дека мислам дека ќе понудиме нешто што ретко може да го видат на други места. Тоа е тој природно културен дел кој што Охрид го нуди, а го нема насекаде. Ја го прави, значи уникатен, со тоа и самиот камп со тек на време ќе стане навистина уникат. Ние знаевме за такви програми и тие програми се поамбициозен влез, значи на самиот проект како камп и развојот. И нормално тие програми ги отвараат границите, значи на Македонија, значи за самиот камп. Така, значи ние по пријателска фамилиарна линија, значи се знаеме со професорот Емерик и разговаравме во тој дел и тој него му се бендиса идејата, го прифати сето тоа, ние пуштивме апликација, меѓутоа морам да потенцирам првиот исчекор го направивме пријателски, значи љубов спрема Охрид, така, неговата сопруга е охриѓанка, така што неговата желба се помогне, меѓутоа другиот облигационен дел, да речам вака, кој што да се разбериме, тие се британци, тие ако не им дадеш содржина, да, значи тоа морам да го потенцирам. Можеш да си во роднинска врска колку сакаш. Јас да ви кажам нешто, кога професорот ми пушти цела документација што све треба ние да пополниме, да одговориме, да гарантираме. Значи, прво се разочарав не од обемноста на документацијата, него се разочарав од нивното мислење спрема самата држава,
Со оглед дека тие имаат процедури и ние веројатно влегуваме во некој Јас мислам дека за која држава да се работи, дека тие не оставаат ништо на случај. Се согласувам. Меѓутоа, ево конкретно да ги кажам, ајде да кажам факторите на ризик од аеродромот до хотелот за волонтерите нивни. Значи во тој дел имаше многу интересни незгодни прашања кои што јас верувам дека и нашето Министерство за надворешни работи не би знаело што да одговори. Меѓутоа ние нормално се консултиравме. Тоа максимум професионално колку што ние можеме да го одговоривме. На крај тие се согласија, сето тоа отиде на повисоко ниво, тие си имаат, значи, тело кој што одлучува и кој што е одговорно за самата програма. Морам да потенцирам, пак ќе речам, тој ветер од грб, заради тоа што сме охриѓани цел живот ќе го имаме, а многу малку го користиме, пак ќе потенцирам. Во таа програма беа двајца професори, едниот за географија, другиот за историја. Двајцата професори, значи, биле, значи, да не речам возбудени, од кога виделе дека од Охрид доаѓа некаква понуда за волонтирање со оглед дека ја знаат, значи, значењето, историјата, традицијата, културата Охрид што ја дал. Тој ветер во грб и нас ни помогна и тие, да ви кажам, вакви програми се чекаат и не една година. И професорот ми спомна дека Ива, не очекувајте за ова година, ќе видиме тоа од наредната, меѓутоа, ето тој ветер во грб, нашата желба, ја створи можноста и ние се договоривме, нели, за соработката. И јас верувам дека од ова година, од година во година ќе оди све понапред. И морам да кажам, веќе со оглед дека и официјално се букирани и картите, значи кај нас ќе волонтираат две студентки, Софија и Елизавета. Тие се студентки на програмата за едукација на деца до 5-то деление и искрено ви кажам, тоа нас и ни требаше, со оглед дека нашите колеги се све во образование од 5-то нагоре, така што сега ќе имаме за најмалите од 8 до 10-11 години соодветен кадар. Да. Ги растуриш по плажа која ќе се растурат и никој во правец не е. Спортот не ги координира? Ги координира и на некој начин поинаку вака ги канализира тие да кажам навики. Така што во тој дел ќе имаме одлични наставници, впрочем како што и сите, и јас очекувам од нив доста да научиме и ќе се потрудиме во самата програма да ставиме еден шмек англиски, да кажам, да видиме што е нивно традиционално, она што разговарав веќе со професорот, а и со самите и со идните колешки, со оглед дека се слушнавме така, значи разговаравме. Тие многу во последните неколку години го менуваат системот на едукација, значи спортска, и многу се трудат да ги развијат тие skills, да ги кажам, вештини, значи кај децата за генерално за сите спортови. Значи не одат на таа варијанта, за жал како што е кај нас, значи доаѓаш ти денеска на, не знам, да не кажам, кошарка да тренираш, ти даваат одма топка, одма играш кошарка. Кај нив, значи си има редослед како ти да дојдеш прво до топката. И тој дел мене ми се бендисува, со оглед дека тој дел во многу ќе подобри координацијата, ќе подобрат физичките способности кои што ги немаат децата, ќе научат да се движат, она што за жал во последните години го гледаме дека децата не знаат ни да трчаат. Зборам за 5-6 деление. Така што такви вештини јас се надам дека во тие колку што се може, или во тие 5-6 дена, 7 дена ќе се надам. Физичко гостин во Студентската и дали со Антонио разговаравме, не можам да се сетам сега точно. Со одење имаме проблем. Да. Имаат проблем. Тоа со професор Јоне, сигурно. Да. Со професор Јоне. Со Станковски разговаравме, викаат почнуваме од одење. И дека не сите оние истражувања твои колеги кои што ги сам кажа работат по образованието. Јоне имаше истражување и тоа имаше во однос на деформитети, имаше така. Да, Кате Валентина. Кате имаше исто. Не е толку бенигна работава колку што сакаме ние, ајде супер, ќе ја направиме таа анализа и супер, или ви продолжи, децата нека продолжат на месенџер или на Facebook. Точно. Како било. Знаете како, 6-7 дена нормално дека не се многу. Ти да промениш, нема ништо ние да промениме во однос на генерално 99% навиките кај децата. Меѓутоа децата ќе видат дека може ти поинаку одредени вештини да ги прават. Родителите по фотографиите, по видеоснимките кои што ние им ги даваме после тоа, значи може да видат работа. Искуствата
Дете родител. Значи има дете кој што се запиша на стрелаштво, има дете кој што замина на алпинизам. Значи се бираат спорт, после кампот ќе си ние самите како родители не знаеме зашто нашето дете има афинитет. Со оглед дека ги држиме дома, како во стаклено звоно, така што треба да ги ослободиме малку децата. Да видат други активности. Не знаеме каде ги имаме идните олимпици, не знаеме каде имаме идни интелектуалци, не знаеме во спортскава бранша. Значи, многу работи не знаеме. Мислиме дека знаеме како родители, дека ние сме тие кои што све знаеме, меѓутоа не знаеме и треба малку повеќе да комуницираме, да читаме, да гледаме, така светот како се развива, не треба топла вода да измислуваме. Затоа е кампот и затоа и англичаните, значи, генерално не препозна. Знаете, 175 години. И таа реченица не можам да ја заборам што ја прочитав, значи, искуство и традиција во едукација на деца преку спорт и игра. Ние децава денешни не ги едуцираме преку спорт и игра, ние ги едуцираме на многу, за мене, погрешен начин. Значи, современото време си носи работи кои што треба да се дел од растот на самото дете, меѓутоа не треба да го занемариме овој дел. И јас се надам дека од година во година кампот и многуте други активности што ние ќе ги направиме ќе вршат притисок. Тоа да се избалансира. Барем да се избалансира. Така. Многу интересен моментот и нивното ангажирање во овие тимски спортови кои ги организирате на кампов, бидејќи јас имам голем број пријатели и ти си еден меѓу нив кои што се просветни работници и често сме зборувале на таа тема. Денеска децата се себични. По наша вина. Точно. По наша вина. И кога ми беше Антонио, прв пат кога разговаравме, вика прв пат го гледаш дете како сваќа дека не е тој најважен, дека е екипата најважна и дека пример ќе ви дам. Значи ние имаме моделарство на самиот камп. Минатата година тие моделираа авиони. Значи ова година најверојатно е дрилици. И потоа ќе имаме и надпревар. Значи ние имавме 7-8 групи од 6-7 деца од различна држава, различна возраст, различен пол. Да видите како децата си се адаптираат за да успеат побрзо да завршат и поквалитетно да го направат авионот за да победат на надпреварот. Значи, ние сме тие кои што треба да им покажеме на децата. Ние, значи, премногу тоа го имаме оставено сами по себе, значи, во тој дел да се развиваат и да растат. Така што ние сме тие, ние ево покажуваме, се надевам дека ќе биде сето тоа се повеќе и повеќе прифатено. Спортски работници, книги се пишувани за надпреварувачки дух. Точно. Ево универзитетот нели самиот договор има многу работи да се учат. Јас таму читав многу за самиот универзитет. Мене ќе ми е пред се, искрено ви кажам, гордост што ние во некој таму во архива ќе влезиме како асоциација на спортови, значи од Охрид, од Македонија, во нивната традиција, некој мал дел, меѓутоа многу значен за нас. Јас гледам и по тоа што го споделивме и тоа што го афирмиравме, значи овој дел во делот на подпишувањето на соработката има многу позитивен фидбек. Значи меѓутоа за жал се повеќе тој фидбек позитивен и доаѓа од надвор. Антони имаше една интересна реченица, ќе парафразирам во смисла дека таквите позитивни чекори нормално дека многу повеќе ги препознаваат надвор од границите него самите ние. Тоа мора да го смениме. Тоа мора да го смениме, за сите има место во Охрид во државата, меѓутоа секој треба да си знае своето место каде му е. И во делов на спортот ние ќе се потрудиме многу поамбициозно во наредните години да створиме нешто. Остануваат содржините исти, ќе има и значи ќе има нови содржини, 50-60% ќе се исти, значи меѓутоа имаме моделарство, сега ќе правиме едрење, значи во делот на нуркање се надевам дека ќе излезиме, значи ќе влезиме малку поамбициозно во тој дел. Ќе има многу друштвени игри кои ги спомнав, кои што биле дел од нашето минато, ќе има многу забавни вечерни игри, таму ќе има многу дружење. Спремаме еден сет на игри кои што се за домашна употреба, че би можеле ние во друштво да ги организираме, при тоа користејќи материјали кои што ги имаме дома, кои што се наоѓаат во самите маркети. Значи се со цел да најдеме начин како децата самостојно да научат како се гради тим, како се запознаваат, како што повеќе да комуницираат. Да се социализираат меѓу себе
Да, максимално. значи знаете како, ако успееме годинава, минатата имавме 2 годинава, се надеваме дека ќе имаме 5 држави застапени на кампот. Така Босна ни е потврдена, од Англија имаме нашите, од Македонија, од Србија, официјално чекаме и од Бугарија една група. Да, за жал имавме една најавена група од Казахстан, меѓутоа ни откажа, не би сакал да бидам стереотипен па да сето тоа на товар на политичка ситуација да става, меѓутоа ни откажа. Ке има нови поклони, подароци, комуникација, ке има видео промоции. Значи морам да се пофалам, значи и за брзо ќе го обзнаниме името на големата компанија која што влезе во спортскиот едукативен камп, така што и особено мило што тоа е компанија со голема традиција, една од најголемите во Македонија и гледате како, значи самиот производ, доколку знаете што сакате, вашата визија, почнуваат, значи, компании и луѓе да ја препознаваат и јас верувам дека во наредните 3-4 години овој летен камп ќе биде камп кој што ќе се држи во 4 смени, во кој што повеќе од 1000 деца ќе проциркулираат и ќе дојдат и ќе го видат Охрид. Со нив верувам дека и многу родители, така што да им го направиме Охрид многу убав, се со цел години потоа да се враќаат и да бидат дел од туристичката понуда на самиот град. Кој ќе дојдат и ќе кажете, јас пред толку години бев. Па како што ние кажуваме, јас сум оден, значи Крсте не знам, ти дали си оден, така, значи сме биле и ние така го зборуваме тоа, го говориме и се сеќаваме на сето тоа, така што и тие ќе се сеќаваат. Охрид е навистина многу убав град, треба така да го развиваме во овој дел и не сме свесни стварно што природата ни овозможила. 10 до 16 јули место има уште? Да, хотел Десарет, значи Десарет ни е партнер. Имаме одлична соработка со менеджментот на хотел Десарет. Така што, значи таму е, локацијата е феноменална од секоја гледна точка. 10 и 16 јули, значи 7 дена се 6 полни пансиони се. Нормално децата нели добиваат мајца, капа, сувенири, голема фотографија, сега ќе има подароки од компанијата која што ќе биде дел од тоа. Ова годинава ќе имаме доста интересни снимања на видеоклипчиња, значи ќе има дронови, значи ќе биде многу интересно. Веруваме дека можеби во делот на техниката, јас имам една идеја да понудиме за девојчињата она што го имаме како традиција во делот на филигранот, значи една работилница, се надам дека ќе се договориме со тие што сакаме да се договориме. Така што верувајте, значи традиција, култура, све она што може да им се понуди на дечињата, се со цел утре да го препознаваат Охрид, тоа ќе оправиме. Иван, мене ми останува да ти се заблагодарам за учеството во Јоклавата. Благодарам на поканата. Успех на приватен, на професионален план и да видиме уште многу вакви кампови. Да сме здрави, живи. Јас верувам дека и ова година ќе видите дел од кампот. Благодарам за поддршката, за поканата и верувам дека ќе се видиме повторно за многу брзо. Така. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и посакувам пријатно попладне.